Македонија наутро ќе го заокружиме на тема музика. Гостин во утринската програма ни е верувам добро познат лик. Имам добро утро за Филип Божиновски. Добро утро и добре дојде. Добро утро, добро ве најдов. Ти благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Филип, тојде први, да речеме, контакти со музиката ги направи во едно македонско музичко талент шоу. Се појави неодамна во уште една надвор од границите на Македонија. Кој е твојот став? Колку овие музички талент шоуа се добре дојдени за почеток на една музичка кариера? Па добро, ја мислам дека, не мислам, него стварно е една голема привилегија да се настапува на такви шоуа и мислам дека за млад пејач како мене, кој се уште плива во музичките води, мислам дека и текако се од корист овие шоу. Станување инстант звезда за многу кратко време, но после тоа следува исто така, доста тешка работа, сето тоа да се одржи на едно ниво. Мислам дека исто, М2 беше 2011 година, таму исто победив. Имам 3 песни и еден видеоспот од таа продукција. После се пријавив на друго шоу надвор од нашите граници, Звезда Гранда, така да исто и од таму имам прекрасно искуство. Го освои високото трето место, така да имам доста искуство во тие шоу. Читајќи неколку од твоите интервјуа, велиш твоја животна желба било да победиш на македонското музичко талент шоу. Тоа се оствари, но што ти донесе тоа во однос на кариерата? Тоа се оствари, да. Тогаш имав 19 години и стварно ми се оствари животниот сон да победам на едно такво шоу. Така? Како што кажав, ми се остварија контакти со професионалци, со луѓе од нашата естрада, песна, спот од тоа шоу, така да е многу искуство. Какво е твоето искуство, барем досега музичко, на кое што го имаш? Колку македонската сцена е отворена за нови музички имиња? Па ја мислам дека е отворена, со тоа што треба да се понуди нешто квалитетно и добро, за да македонската публика и сцена и естрада тоа го прифати. Со квалитетна песна, квалитетен текст и спот, мислам дека и добра реклама пред се, добра промоција, мислам дека може да се успее. Така. Склучи договор напомена со музичка продукција надвор од границите на Македонија. Многу од пејачите, како по непишано правило, се одлучуваат за тоа да создадат кариера надвор од границите на Македонија, како предуслов за да, условно кажано, ги признаат овде. Дали тоа беше картата на која што играше Филип? Па добро, можеби така да се каже. Јас пробав 2011 со М2 тука, го добив тоа што го добив, но едноставно со работката застана, престана и решив ја да не застанам тука, да се пријавам на уште едно такво шоу од што е многу популарно од тоа. Потпишав договор со Гранд продукција, имам песна од нив која се вика Туго моја, ќе излези на македонски, така да ќе ја слушне и македонската публика на македонски. Спомена дека потпиша договор со Грант, се двоумеше ли пред да го сториш тоа, бидејќи ти си исклучително квалитетен пејач? Оваа музичка куќа продуцира и шунд, реално. Имаше ли се двоумеше ли што и во која насока сакаш да ја развиваш кариерата? Па се мислев за договорот, пошто е од временски карактер доста долг. Но од друга страна не се мислев за квалитетот на музиката. Каква е музиката за која што се определи? Јас и во шоуто, 10 месеци во шоуто Звездите на Гранд пеев поп музика. Добро. Го пеев Тоше. Остануваш на Джерко Јоксимовиќ, Здравко Чолич, наши македонски песни, така да останувам до мојот стил, тоа е поп. Така. Во првата песна напомена издадена на српски јазик, ќе има и на македонски, тоа значи дека ќе пееш и на српски и на македонски и со наредните песни кои што ќе ги издаваш? Па би сакал тоа да е така. Сепак јас сум тука од Македонија, така да сите песни кои би ги снимал на српски јазик би сакал да ги препеам и на македонски. Со на секој музичар е албум, голем концерт, голем број на фанови и публика, во која насока ќе се развива твојата кариера на мене редниот? ми се тоа некои цели и сонови кои сакам да ги остварам. Сакам еден ден да наполнам некоја сала, да издадам албум, да снимам дует со некоја позната балканска звезда, така да тоа ми се тие сонови. Имаш ли некаде планови за нова година? Еве доаѓаат новогодишните божитните празници. Ќе го поминеш работно или? Работно, да, работно. Во Битола сум за нова година, во еден клуб.
Исто така публиката, моите фанови може да ме видат секоја сабот и петок скоро во сите градови во Македонија, настапувам со мојот сезерист, така да ете се работи. Јас ќе ти посакам долга и успешна кариера. Некаде на крајот на разговорот ќе ги потсетиме гледачите на првиот видео спот кој што го издаде, која година беше? 2011 се вика Една во милион. Ајде, ќе уживаме. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ако прашаш што ми значиш, ако застанеш за час, да ме погледнеш во очи, да се насмееш на глас, ќе ти кажам дека мораш сега да ми веруваш, дека ти си се што сакам, дека ти си се што знам. Од кога ти се појави, ме остави без зборови и не сакам да бидам веќе сам. Знам дека си една во милион, вредиш повеќе од се на светот. Немој да забораваш ти, нема никој да те замени. Знам дека си една во милион, вредиш повеќе од се на светот. Колку и да барам јас, друга како тебе нема да пронајдам. Ако помислам на тебе, сакам да се насмејам. Ако помислам на среќа, јас ќе помислам на нас. Ти си се што ќе ми треба, ти си се што имам јас. И најдоброто што мене ми се случило, и знам дека си една во милион, вредиш повеќе од се на светот. Немој да забораваш ти, нема никој да те замени. Знам дека си една во милион, вредиш повеќе од се на светот. Колку и да барам јас, друга како тебе нема да пронајдам. Од кога ти се појави, ме остави без зборови и не сакав да бидам веќе сам. Знам дека си една во милион, вредиш повеќе од се на светот. Немој да забораваш ти, нема никој да те замени. Знам дека си